Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUI FM 103.7 in Newcastle in Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придужба на нашата македонска радиопрограма. Вечервак имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма овде во Ньюкастел, Пеце Вртковски. А сега да слушниме нешто за нова забава, нов концерт овде во Ньюкастел со групата Болеро, Кристијан Коки. Да слушниме нешто повеќе околу тој концерт. Голема австралиска турнеја 13 декември, петок, Ньюкасл. Република Ентертејнмент во соработка со македонската заедница од Ньюкасл повторно организираат голем балкански концерт Balkan Night 13 декември, петок. Повторно со маестрална, бомбастична елита од Македонија. Веќе докажаната група од Македонија, група Болеро. Најдобриот глас во Македонија и на целиот Балкан, а за него велат кога тој ќе запее и најголемите молчат. Нашиот добро познат Христијан Божинов Кико. За прв пат во Австралија, големиот мајстор на дувачки инструменти, за кој се зборува на големо и надалеку, маестро Фазли Сейфулов. И конечно, после неколку години со преубавиот глас на сцената, ни се враќа ексклузивната и атрактивна Гонце Гогова Петкова. За тебе уште дишам и за тебе сум жива, што уште јас те сакам, сама сум крива. 13 декември, петок, повелета на луда и незаборавна балканска забава. Информации и резервации на следните броеви: 0414 296 910 Ристовеловски, 0411 673 073 Пида Вртковски и 0402 523 977 Динче Андрески. 10 срца јас да имам, ке ти ги подарам. Не да
дозволувајте да ви раскажуваат. Бидете сведоци и бидете дел од овие луди и незаборавни моменти. 10 срца јас да имам, ке ти ги подарам. Ти си мо... Да ги проследиме и соопштенијата од Њукастел и околината. Соопштение од свешеникот Пецо Петровски. Сабота, 2 ноември, е задушница. Службата почнува од 9 сатот сабајлето. После службата се отпева таблината и после тоа се оди на гробиште за отпевање. Управата на пензионерското друштво Гоце Делчев од Њукастел организира ручек во нашиот македонски културен центар и тоа во сабота на 2 ноември со почеток во 10 сатот сабајлето. За овој убав ручек поканети се две друштва од Сиднеј, Методија Антонов Ченто од Кабрамата и Јордан Пиперката од Фејафилд. Цената за овој ручек е $20 по лице со богат ручек. За карти јавете се кај Јове Новачовски на 0424 373 893, кај Коле Стојчевски на 0414 501 831, исто и кај Живко Мицевски на 0413 310 268. Женското друштво од Њукастел организира прошетка до Сиднеј на пазар со автобус и тоа во недела на 3 ноември. Автобусот ќе поаѓа од пред црковната сала во 6:45 сабајлето. Се оди прво во Миранда Фе шопинг центарот, после во Росадора Импорт во Когра, каде има секакви македонски производи, посебно за нашиот празник Божик. Во автобусот ќе има кафе и чај, сабајлето и поручекта на враќање. Ќе има богата лотарија. Цената за ова патување е $40 по лице. За повеќе информации јавете се кај Су Бошев на 0414 417 207. Исто кај Ленче Нечовска на 0410 634 310. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49 684649, а полните да ги донесете кај Борис во сабота на 16 и недела 17 ноември. Како што знаете, почитувани слушатели, нашиот македонски културен центар овде во Њукастел ви стои на располагање за сите ваши потреби, како за свадби, свашувачки кршевки и родендени. Може да се јавите кај Саше Стојчевски на 0408 490148, кај Ристо Веловски на 0414 296 910. Исто така во нашиот македонски културен центар овде во Њукастел имаме разноврсни јадења од наши кувари секој петок од 6:30 сатот на вечер. За резервација јавете се кај Џони Линковски на 0437 545456 или на Facebook околу сето тоа. Да проследиме нешто од најновите вести од Македонија. Христијан Мицковски вели: барав распуштање на парламентот уште наредната недела. Заев не прифати. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски во денешното интервју на порталот Слободен печат нагласи дека барал од лидерите на останатите политички партии наредната недела да се распушти парламентот и да започне да тече рокот на техничка влада од 100 дена. Но, како што рече тој, тоа не било прифатено и на крај се договориле предвремените избори да бидат на 12 април наредната година. Законот е јасен, 100 дена техничка влада, уставна категорија, распуштање на парламентот, а тоа е од 45 до 60 дена. Така што ние рековме, нема проблеми во текот на следната недела, ајде да ја распуштиме оваа влада, да формираме техничка влада и од тој ден натаму која ќе дојдат дали јануари, февруари да одржиме предвремени парламентарни избори. Но тоа не беше прифатено од страна на останатите политички партии, кои што беа на масата, иако бев свесен апсолутно за целта и намерата на машинеријата на СДСМ и Зоран Заев, дека они ќе кажат брзи избори, па ако ние не сме прифатиле, па сето тоа ќе биде еден вид на драма и слично, вели Мицковски. Тоа не беше прифатено. Потоа дојдоа предлозите крај на март, почетокот на април, па се усогласивме да бидат на 12 април, додаде тој. Има ли план Б за Европската Унија и Македонија? Мали шансите да се најде компромис во скоро време. Македонските експерти се согласуваат дека разочарувањето поради блокадата на Франција е огромно, но велат
Не смееме да дозволиме да ни се наметне друга опција како замена за полноправно членство во Унијата. Според нив се уште постои интерес за проширување и тоа треба да се искористи, дури и по цена на новата методологија која ја најави Макрон. За разлика од ваквиот оптимизам, во калуарите на Унијата и европските медиуми се шири некои старо нови идеи за процесот на проширувањето. Стандард пишува дека би требало да се размислува за условно членство на една деценија кое би било ограничено и би можело да се повлече. Други пак предлагаат економска унија на Балканот, без загарантиран влез во Европската унија. За македонските аналитичари патот е веќе трасиран и не смее да се напушта. Опозицијата пак за неуспехот во Брисел ја обвинува актуелната влада и реформската работа на теренот, која потврлува на секторот на судството и администрацијата. Македонија во декември треба да заврши со објаснувачки скрининг со Европската унија. Катрица Јанева и Бојан Јовановски остануваат во притвор. Кривичниот суд не ги прифати нивните предлози за определување поблаги мерки за предпазливост. Од судот информира дека не е прифатена гаранцијата од 3 станови кои Јанева ги понуди за да излезе од истражниот затвор, а како неосновано го одби барањето на Јовановски. Двајцата биле неколку месеци се во притвор како обвинети во случајот Рекет. Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Љубов верна на нашиот сакан син и брат Филип Цуцумановски. Му ја честитаме свршувачката со Тања Муртановска и на двајцата му посакуваме многу успех, радост и среќа да ги прати во нивниот заеднички живот. Сето тоа од се срце го посакуваат таткото Бале и мајката Валентина. Кон убавата честитка се придружуваат и сестрата Моника со свршеникот Филип Млинарич. Večer, devojko mlada, mlada i mnogo ljubava. Za tebe čuka srce do gradi, iako ne znam koja si. Za tebe čuka srce do gradi, iako ne znam koja si. Ja sam sostava i belo lice, dobra ko angel na srce. Gledaj me v oči, ikona prava, kakva što nema na zemlji java. Gledaj me v oči, ikona prava, kakva što nema na zemlji java. Ah, ljubav verna, ti što si jedna, svega si baš najbolja.
spojiš srca vo jedno telo, kako što ne se videlo. Si baš najpotrebna, da spojiš srca vo jedno telo, kako što ne se videlo. Ah, ljuboverna, ti što si jedna, svega si baš najpotrebna, da spojiš srca vo jedno telo, kako što ne se videlo. Со песната «Доста време ерген одев». На саканиот внук Филип Цуцумановски му ја честитаме свршувачката со неговата свршеница Тања Буртановска и на двајца да му посакуваме стрејкни весели денови да си ги прати во нивниот заеднички живот. Сето тоа го посакуваат дедото Милан и бабата Коца Цуцумановски. За вас Енерджи Бенд уживо. Dosta vreme ergenode, dosta lični momi vode. Dosta vreme ergenode, dosta lični momi vode. Dojde vreme da se ženam, ovoj život da go smena. Ej, dojde vreme da se ženam, ovoj život da go smenam. Aj, nek se nek se pije, baš skoro, nek se vije. Aj, nek se nek se pije, baš skoro, nek se vije. Stara majko svatoj kadi, neka bi da se odbrani. Stara majko svatoj kadi, neka bi da se odbrani. Vikni zurdi tapani, stara majko rofadi. Vikni zurdi tapani, stara majko rofadi. Aj, nek se nek se pije, baš skoro, nek se vije. Aj, nek se nek se pije, baš skoro, nek se vije. Ajde maestro, ajde veselo. И за вас
vas Energy Band uživo. Hej, hop, hop, hej, 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 hej. A sada ajmo. Poči majko, počvi vino, i rakija, bardaklija. Toči majko, počvi vino, i rakija, bardaklija. Se ti dade za tri sina, ti mi majko teško mi da. Ej, se ti dade za tri sina, ti mi majko teško mi da. Aj, nek se pe, nek se pije, baš skoro, nek se vije. Aj, nek se pe, nek se pije, baš skoro, nek se Со песната Бисера од Бисер поубава. Стригот од Стребре, стрината Елизабет Цуцумановски испраќа топли честитки по повод свршувачката на внукот и братучет Филип Цуцумановски со Тања Муртановска. Исто така му посакуваат среќни заеднички живот. Кон убавата честитка се придружуваат и брачелите Џајсон Цуцумановски и Памела Стојмјановски со нивните фамилии. Nemam darovi, so mene se majko samo moj dečali. Srce nosam jas za neja, ne me vraćajte, noći ne spijam, majko da mi nese. Dajte mi
pesma tjeja poznati. Srce nosam jas za neja, ne me vraćajte, noći ne spijam, majko da mi je se. Dajte mi ja, bisera, moja moja sakana. Dajte mi ja, bisera, od biser poumava. Dajte mi ja, bisera, moja moma sakana. Dajte mi ja, bisera, od biser А сега, почитуваме слушатели, да слушаме нешто од групата Болеро, кои доаѓаат овде во Њукастел во петок на 13 декември. Да слушаме една убава песна од групата Болеро. Тапан грми. Lična moma
zlatno momče, jer kad si posvrši, tapan grni, zemlja se zatrese, lična moma se mažeše. Tapan grni, oro se viori, čak pesni, lele do zori. Tapan grni, zemlja se zatrese, lična moma se mažeše. Tapan grni, oro se viori, čak pesni, lele do zori. Čije ime ti gospomnuvaš, bolest sum tvoja i soza skrijena, samo nemam sili sam jas da pobegnam od tamuka što moram da žive. Znam deka niko ne mi veruva, odi ako moraš, bidi odlučna, grefe koga nekoj ne dozvolova, nebo kegi kazni za ova istina. Ni Bog nema pravo da me razdeli, i to i gleda koga ljubav ljubeni. Nemam sonce v duša da me ogre, koga nemam zori da si kraj mene. Daleko ke spijat, tvoj teba greši, došl od kegi mi je, moj te košmari, nokmak je mi dari, novi nemiri, glumih jas i ti, stari spomeni. Уште една убава песна од групата Болеро, Пусти да се пари проклети. Болеро доаѓаат овде во нашиот град Нјукастел на 13 декември во петок. Да слушниме уште една убава песна од нив. Pari me prelaža
čeka na porti, da mogućne sinote vinec. Pusti da se pari prokleti, ja sam ovdje samo tuginec. Majka stara čeka na porti, da mogućne sinote vinec. Nema tuka domovi, od rodna kuća pomili. Majka tuka jasne pregrna, sama na sveto na veko stana. Majka tuka jasne pregrna, sama na svetov na veko stana. Pusti da se pari prokleti, ja sam ovdje samo tuginec. Majka stara čeka na porti, da mogućne sinote vinec. Pusti da se pari prokleti, ja sam ovdje samo tuginec. Majka stara čeka na porti, da mogućne sinote vinec. Pusti da se pari prokleti, ja sam ovdje samo tuginec. Majka stara čeka na porti, da mogućne sinote vinec. Pusti da se pari prokleti, ja sam ovdje samo tuginec. Majka stara čeka na porti, da mogućne sinote vinec. Почитуваме слушатели, да слушниме уште еднаш за Балканска вечер или убавиот концерт овде во Њукастел во петок на 13 декември. Нешто повеќе околу тоа. 10 srca ja ste imam, ke ti gi podaram. Голема австралиска турнеја 13 декември, петок, Њукасл. Република Ентертејнмент во соработка со македонската заедница од Њукасл повторно организираат голем балкански концерт Balkan Night 13 декември, петок. Повторно со маестрална, бомбастична елита од Македонија. Веќе докажаната група од Македонија, група Болеро. Nisem ja se za
глас во Македонија и на целиот Балкан. За него велат, кога тој ќе запее и најголемите молчат. Нашиот добро познат Христијан Божинов Кико. Пусти да се пари проклети. За прв пат во Австралија, големиот мајстор на дувачки инструменти, за кој се зборува на големо и на далеку, маестро Фазли Сейфулов. И конечно, после неколку години со преубавиот глас на сцената, ни се враќа ексклузивната и атрактивна Гонца Гогова Петкова. За тебе уште дишам и за тебе сум жива. Што уште јас те сакам, сама сум крива. 13 декември, петок. Повелета на луда и незаборавна балканска забава. Информации и резервации на следните броеви: 0414 296 910 Ристовеловски, 0411 673 073 Пида Вртковски и 0402 523 977 Димче Андрески. 10 срца јас да имам, ке ти ги подарам. Не дозволувајте да ви раскажуваат, бидете сведоци и бидете дел од овие луди и незаборавни моменти. 10 срца јас да имам, ке ти ги подарам. Ти си мо... Да продолжиме со најновите соопштенија од Њукастел и околината. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Сабота, 2 ноември, е за душница. Службата почнува 9 сатот са бајлето. После службата се отпева таблината, а после тоа се оди на гробиште за отпевање. Управата на пензионерското друштво Гоце Делчев од Њукастел организираат ручек во нашиот македонски културен центар и тоа во сабота на 2 ноември со почеток во 10 сатот са бајлето. За овај убав ручек поканети се две друштва од Сидне, Методија Антоновченто од Кабрамата и Јордан Пиперката од Феафилд. Цената за овај ручек е $20 по лице со богат ручек. За карти јавете се кај Јове Новачевски на 0424 373 893, кај Коле Стојчевски на 0414 501831 и кај Живко Мицевски на 0413 310268. Женското друштво од Њукастел организира прошетка до Сидне на пазар со автобус и тоа во недела на 3 ноември. Автобусот ќе поаѓа од предцрковната сала во 6:45 са бајлето. Се оди прво во Миранда Фе шопинг центарот. После тоа се оди до Росадора Импорт во Когра, каде има секакви македонски производи, посебно за нашиот голем празник Божик. На автобусот ќе има кафе и чај са бајлето и после ручек на враќање. Ќе има богата лотарија. Цената за ова патување е $40 по лице. За повеќе информации јавете се кај Су Бошев на 0414 417207 и кај Ленче Нечовска на 0410 634310. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49 684649, а полните да ги донесите кај Борис во сабота на 16 и недела 17 ноември. Како што знаете, нашиот македонски културен центар овде во Њукастел ви стои на располагање за сите ваши потреби, веселби, за свадби, свашувачки, кршевки и родендени. Можете да се јавите кај Саше Стојчевски за повеќе информации на 0408 490148, кај Ристо Веловски на 0414 296910. Исто така, како што знаете, во нашиот македонски културен центар имаме разноврстни јадења од наши кувари секој петок од 6:30 сатот на вечер. За резервации јавете се кај Џони Линковски на 0437 545456 или за повеќе околу тоа видете на Facebook. Да проследиме нешто и од вестите. Американската комора смета дека изборите ќе бидат штетни за економијата и за реформите. Недобивањето датум за преговори е разочарувачко, но нема директно влијание врз економијата.
изборите имаат и тоа ќе биде негативно. Американската комора предупредува дека во пресред на изборите во април економијата ќе замре. Бавните реформи дополнително ќе забават, ќе се намалат инвестициите, продуктивноста и растот. Тоа што ќе бидеме членка на НАТО не е нешто што ќе привлече странски инвеститори. Значи, ниту еден странски инвеститор нема да инвестира во една земја само затоа што е членка на НАТО. Има тука многу други критериуми кои се многу побитни за бизнисот. Но јас, за жал, во моментот не гледам што можеме ние да понудиме за да привлечиме дополнителни странски инвестиции, вели Дијана Десподов, извршен директор на Американската стопанска комора Амчам. Премиерот Заев пак вели дека до година секако треба да има избори, сеедно во кој месец, а тие нема да влијат на растот. Верувам дека ова година ќе заврши како на вистина економска година и дека наредната година ќе продолжи да биде економска година заради тоа што 2020 и така е изборна година и во 20 дена треба да се случи таа кампања и изборите. Во консултации со коморите со кои може да исконтактирам, иако бират од 12 месеци во годината, април е најсоодветен месец за избори во изборна година. Очекувам дека растот ова година ќе го постигнеме најмалку оној што го имаме проектирано и оптимист сум дека може и над 4% согласно трендовите во моментов, рече премиерот Зоран Заев. Според Американската комора на земјава и треба 20 годишнина стратегија и одвојување на политиката од бизнисот. Не можеме да прогласиме економска година. Значи, треба да ги изработиме работите кои се потребни за стимулирање на економијата. Досега од ниту една политичка гарнитура не сме виделе посеопсежен и подолгорочен план за тоа како да се стимулираме со економскиот раст. Значи, потребна ни е визија за тоа каква земја и каква економија сакаме да бидеме, вели Десподов. Во последните 30 години во Македонија се гласало вкупно 24 пати. Најмногу 9 пати имало парламентарни избори, по 6 пати председателски и локални, а 3 пати имало и референдумско изјаснување. Да проследиме нешто и за здравието. Влијанието на телевизорот и компјутерот врз детето. Анализа заснована врз 58 различни истражувања од 23 земји открива дека времето минато пред телевизор или компјутер со видео игри води до пониски цени во училиште. Како што објави CN, претераното гледање телевизија лошо се одразува врз математичките и јазичните вештини кај децата меѓу 4 и 18 години и е причина за проблеми во однесувањето и во навиките околу исхраната. Видеоигрите имаат влијание пред се кај тинеџерите. Кај нив се појавуваат така наречените неквалитетни одлуки и проблеми со помнењето. Од друга страна, пак компјутерските игри ја развиваат моториката и ориентичските способности на децата. Препорачливо е децата под 18 месеци да не се изложуваат на никаков уред со екран, освен ако не се работи за видеоразговор со блиските. Научниците посочуваат дека телевизорот лошо влијае врз развојот на комуникацијските способности и на социјалистичката кај бебињата и малите деца. За двогодишните е дозволено учење зборови од таблет, но тоа е поделотворно во присуство на родител. Децата меѓу 3 и 5 години може да имат полза од образованите телевизиски серии преку кои што учат и си ги подобруваат умствените способности. Од друга страна, пак многу од содржините и апликациите за паметни телефони и таблети всушност и не се така квалитетни како што се представени. Кај децата на 6 годишна возраст и постари се препорачува родителите да стават ограничувања во времето пред телевизор. За нив е важна и комуникацијската со родителот, дете, тоест да се објаснува содржините
со кои што децата се среќаваат на интернет. Целта е децата кои што туку тргнуваат на училиште да имаат одредена резерва кон интернет содржините, за да не станат жртви на дезинформации. Особено е битно да го разберат концепот на рекламите како и поемите хакер, интернет трол и спем. Надзорот на родителите се препорачува и при гледањето телевизија и играње компјутерски игри со своите деца. Нешто и за спортот. Мајорка на Трајковски го победе Реал Мадрид. Екипата на Мајорка, за која настапува македонскиот репрезентативец Александар Трајковски, забележа победа на Реал Мадрид со 1:0. Стрелец на единствениот гол на дуелот од деветото коло во лигата беше Жуниор Лаго уште во 7-та минута од мечот. Нашиот репрезентативец Трајковски влезе токму на местото на стрелецот, а ги одигра завршните 10 минути од стредбата. По овој пораз, како и победата на Барселона со 3:0 на гостувањето кај Ейбар, каталанскиот тим го презеде лидерското место на табелата со 19 бодови или еден повеќе од кралскиот. Нешто и за здравието. Сонот може да ви предизвика срцев и мозочен удар. Како да го спречите? Лошото спиење може да направи повеќе работа отколку што си замислувате, покажуваат новите студии според кои лошиот сон го зголемува ризикот од мозичен и срцев удар, а со тоа и да доведе до кардиоваскуларни болести. Сонот е поврзан со бројни проблеми, како што се болка која ја пренесува до други делови од телото, деменција, депресија, анксизност и непријателство. Лошото спиење треба да се земе како голем фактор ризик за кардиоваскуларни болести, заедно со пушењето, лошата исхрана и недостиг на вежбање. Причината е следната. Недостигот на спиење предизвикува нереално чувство на глад, на што се надоврзува дебелината и болести на срцето. Тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната сабота во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM.